Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска. Стравот од глобална рецесија доведе до паѓање на пазарите во Европа и во Азија, продолжувајќи ја вчерашната масовна продажба на акции на Wall Street. Лидерите на најголемите економии во светот денес го конфронтираат глобалниот финансиски систем во распаѓање со собир во Вашингтон, чија цел е да се најдат решенија за берзата, за замрзнатиот кредитен пазар и за стравот дека светот оди во рецесија. Американските пазари на акции паднаа за околу 5% во првите неколку минути на размена, по големите загуби во четвртокот. Клучните европски индекси се намалија за 9 до 10% во попладневната трговија. Во Русија финансиските регулатори ја суспендираа трговијата на две главни берзи за неодредено време. Јапонскиот индекс Nikkei на затварањето беше паднат за 10%, најголема загуба за еден ден од 1987 навамо. Официјални лица од групата 7 индустриализирани нации, САД, Јапонија, Британија, Германија, Франција, Канада и Италија, се собираат во Вашингтон пред средбата на Меѓународниот монетарен фонд и ќе се сретнат со американскиот председател Буш во сабота. Во меѓувреме, американските представници на секторот може да земат предвид план кој би помогнал да се олесни кредитната стега што ја предизвика сегашната криза. Интернет верзијата на Wall Street Journal денес вели дека САД може да решат да дадат гаранција за милиарди долари банкарски долг и привремено да ги осигураат сите американски банкарски депозити. Престижната Нобелова награда за мир ја доби поранешниот фински председател Марти Ахтисари за својата работа за преговарање миролюбиви решенија на судири од Намибија до Косова. Норвешката Нобелова комисија кажа дека напорите на господинот Ахтисари во текот на повеќе од 30 години придонеле за помирен свет. Комисијата вели дека 71 годишниот Ахтисари одиграл значајна улога во воспоставување на независна Намибија во 1990-та. За норвешки медиуми тој денес изјави дека неговите напори во јужноафриканската држава ја смета за своја најважна работа. Негов најнов напор е планот за Косово да добие независност под меѓународен надзор, план што сега се имплементира. Во телевизиско обраќање утринава господинот Буш се обиде да ги разувери инвеститорите во светот. Тој кажа дека се преземаат силни мерки за решавање на кризата и го обвини стравот за она што тој го нарече за препастувачки пад на вредноста на акциите. Американскиот председател кажа дека САД се богата држава со средства и ресурси за решавање на овие проблеми и ги поттикна американците да имаат верба во иднината на државата. Јануш Бугајски од Центарот за стратешки и меѓународни студии во Вашингтон вели дека е можен компромис за името меѓу Грција и Македонија. Со него разговараше Јане Бојаджиевски. I think there will be a compromise, and a compromise will be a name qualifier on the Macedonian side, which doesn't undermine Macedonia. Мислам дека ќе има компромис, а тоа ќе биде модифицирано име што не го подкопува македонскиот идентитет и незината меѓународна позиција. Јас сметам дека да се надеваме ќе се случи до Министерскиот совет, но најверојатно пред следниот самит на НАТО, на кој од страните во процесот треба да биде насочен притисокот да се постигне решение. I don't think there should be pressure. I think there should be, let's say, understanding on both sides, that both sides have a specific position and that these need to be reconciled. Не треба да има притисок, треба да има разбирање на двете страни. Тие имаат специфични позиции што треба да се ускладат. На двете страни треба да им се укажат алтернативите, ако не дојде до компромис, како можноста за зголемување на нестабилноста на Балканот. На прашање дали грчката страна има разбирање колку на Македонија и е важен идентитетот и јазикот, Бугајски смета дека Грција разбира, но дека вистинското прашање дали прифаќа име на држава што нема претензии спрема незиното наследство или идентитет, дали се можни промени на политиката на САД спрема Македонија по претседателските избори во ноември. I don't see any major differences between the two candidates on the future of what the decision is on the constitutional name, on the name. Не гледам некои големи разлики меѓу двата кандидати за иднината на уставното име на земјата или името на државата која се користи во меѓународните односи. Мислам дека обајцата сакаат да видат компромис за името, рече Бугајски. Последниве години научниците тврдат дека постои врска меѓу гојазноста, срцевите заболувања, диабетисот и многу видови на рак. Сега една нова студија покажа дека постои генетска врска меѓу гојазноста и колоректалниот рак. Еве таа нова студија. Мајра Вигонтон била диагностицирана со рак на дебелото црево во 2005 година. Ракот се проширил на црниот дроб. Вели дека без поддршката на семејството не би го дочекала денешниот ден. My family stayed with me 24 hours a day.
Тие беа со мене 24 часа. Маж ми седеше со мене секоја вечер и ме држеше за рака додека не заспиев. Секоја година, близу 150.000 американци се диагностицираат со колоректален рак, а на глобално ниво таа цифра е најмалку 1 милион. Истражувачите неодамно откриле заеднички фактор кај многу од овие пациенти – генетичка врска меѓу гојазноста и ризикот од рак на дебелото црево. Доктор Борис Паш е од Универзитетот на Алабама во Бирмингем. Најдовме регион кај ген кој може да се поврзе со ризикот од колоректален рак, вели тој. Примероци од ДНК се земени од 600 лица со болеста и од 800 лица кои немале рак. Анализите покажале дека оние со заедничка варијанта на генот, што резултира во создавање на хормон на маснотија, наречен адипонектин, имаат 30% изголемен ризик за добивање на болеста. Доктор Паш вели дека оние без генетската варијанта или оние со абнормално ниво на адипонектин во крвта треба рано да бидат идентификувани за да се спречи развивањето на болеста. Научниците се надеваат дека студијата ќе доведе до поголема точност на тестовите за болеста и ќе охрабри повеќе пациенти да помогнат во превенцијата на ракот на дебелото црево со вежбање и со здрава исхрана. Оваа студија е објавена во журналот на Американската медицинска асоциација. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. До гледање.